Храмот Света Тројца во населбата Баби во Штип, кој што се уште не е осветен, е узурпиран од бајачот Далибор, кој е обземен од ѓаволски действија и се занимава со разни бајачки работи, со што го труе недоволно упатениот народ во светата православна вера. Со тоа, тој ги злоупотребува неволите на народот за негов личен профит и истиот од страна на црквата е екскомунициран, односно одлачен од православната црква. Затоа, владиката Иларион со апел и совет до сите духовни чеда, заради нивно спасение и за спасение на нивните сегашни и идни чеда, да престанат со посетите на овој храм, се додека не се реши проблемот со бајачот Далибор, како не би го навлекле Божиот гнев врз себе и своите чеда. Владиката Иларион додава дека сите верници може да ги посетуваат сите други легални, официјални и облагодатени цркви во Штип. Воедно упатува и апел до сите духовни чеда на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Брегалничка православна епархија и ги поучува во духот на православното учење дека од причина што петокот и саботата се деновите кои што се посветени на починатите, тоест задушница, пожелно е сите да ги посетат своите упокоени и нивните вечни живеалишта и со тоа да им одадат почит и внимание, молејќи се за нивно спасение и вечен живот. А пак во неделата, кога Светата црква го празнува својот роден ден, односно Педесетница или Духов ден, владиката Иларион замолува да не одат на гробишта, туку да присуствуваат на светите литургии во храмовите, каде што сите заедно ќе може да се помолат на Бога за здравје и спасение на сите. Инаку празникот Света Тројца, Духов ден, е Господов празник и роден ден на православната Христова црква, ден во кој Господ Бог го испратил Светиот Дух врз светите апостоли и ги обдарил со изворена духовна сила, за да може да го проповедаат Словото Божјо, благата вест за спасението на светот. На крајот од апелот владиката Иларион на сите православни верници им го честиташе празникот и роден денот на Светата црква Духов ден, посекувајќи им мир и благослов и добро здравје.